Во еден викенд во јануари, биолози, еколози, влюбеници на птиците се обидуваат да ги пребројат сите водни птици во Европа, Азија и делови од Африка. Македонија е со години дел од ова истражување. Ова е приказната за пописот во Македонија што успева секоја година. Сабота, 11 јануари 2020 година. Небото е прошарано со ниски стратуси. Езерската вода е мирна, а ветер речиси да нема. Нетипично топол средзимски ден. Идеални услови за спроведување на среднозимскиот попис на водни птици. Македонското еколошко друштво со 3 екипи истовремено ги пребројуваат трите тектонски езера во Македонија: Охридското, Преспанското и Доранското. Нивната задача за овој викенд само звучи едноставно, но всушност е комплексна и многу важна: да се пребројат сите водни птици на територијата на Македонија. Водни птици се видови на птици кои се еколошки поврзани со вода и со водните површини. Тие се хранат, гнездат и живеат на и околу водните живеалишта. Денес, овој викенд, тоа е викендот најблиску до средината на јануари, се пребројуваат птиците по сите поголеми водни екосистеми каде што се задржуваат и на тој начин знаеме да ги процениме нивните популации. Се прави повеќе децении назад, секоја година, и точно заради тоа што се работи по стандардизирана методологија, која што се претпоставува дека во себе вклучува стандардизирана грешка, можеме да одредиме како се движат популациите на одредени видови и на сите водни видови заедно птици во Европа. Македонското еколошко друштво пописот на птиците во Преспа го спроведува со помош на ренџерите од Паркот на природа Езерани, кој оваа година има и кратка обука околу начинот за мониторирање на птиците. Лиски црни, 10, еден мал корморан, една голема бела чапља, 35 кристатуса, 170 кристатуса, 10 нигриколиса. Паркот на природа Езерани ја ужива законската заштита поради важноста што ова место го има за водните птици. Една од главната цел на службата во Паркот Езерени, Паркот на природата Езерени, е заштита на птиците и птичиот фонд. Наша цел е да ги наблюдуваме и заштитуваме птиците во целиот природен парк Езерени. Од 1967 година, Меѓународниот попис на водни птици е едно од најголемите и најдолги глобални истражувања во светот. Се спроведува преку Wetlands International, најголемата меѓународна организација за заштита на водните живеалишта и птици. Информациите кои се добиваат од ова истражување помагаат во идентификувањето и управувањето на водните живеалишта и го зголемува знаењето за состојбата на водните птици. Waterbird populations are changing constantly, and that is exactly why we need to monitor them. Some of the changes are short-term fluctuations caused by good or bad weather or other chance events. Some of the changes are more consistent over time, however. For example, we can clearly show how waterbirds are affected by climate change. Many winter now more northerly areas than before, which means that less go to Africa and more stays in Europe. Пописот се одвива секоја година во повеќе од 100 држави и во него учествуваат околу 15.000 пребројувачи, поголем дел од нив како волонтери. Секоја година се пребројуваат од 30 до 40 милиони птици на светско ниво, а сите информации потоа се слеваат во официјалната датабаза на пописот. Македонија е една од најревносните земји учеснички во истражувањето. Сето ово, меѓународниот попис на водни птици, го прави да е најголемото истражување и мониторинг на биодиверзитетот во историјата. Македонија ги дели најголемите природни езера со своите соседи, а со тоа и птичите популации, па затоа секоја година броењето е во координација со сите нив. Македонско еколошко друштво го спроведува ова пребројување во соработка со партнерите од Грција и од Албанија, бидејќи голем дел од овие водни тела, особено тектонските езера, се прекогранични водни тела.
но покрај меѓународните партнери МЕД исто често соработува и го врши пребројувањето со партнерите од различни национални паркови, како Национални парк во Галичица, споменикот на природа од Езерани и други партнерски организации. Среднозимскиот цензус на водни птици, освен на големите езера и поморските крајбрежја, се изведува и на малите акумулации и потечењето на реките. Тука во Скопје, на кеот на Вардер, граѓаните имаат можност одблиску да се запознаат со некои видови на водни птици, а представува одлична локација за спроведување на цензусот. Најголем број на птици се наоѓаат на Охридското и Преспанското езеро, кои поради географската далеченост ги делат популациите. Потоа следува Дојранското езеро, а останатиот број на птици се наоѓаат по реките и акумулациите. Меѓународниот попис на водни птици функционира на глобално ниво, поделен низ континентите, а тие се поделени на дивизии и региони. Македонија е дел од Западниот Палеарктик и Југоисточна Азија, и управата за овој дел се наоѓа во Вахен, Холандија. Африканско-евразискиот попис е регионална програма на меѓународниот попис на водни птици, која ги покрива териториите на Африка, Европа и поголемиот дел од Југозападна и Централна Азија, а Македонија е дел од тоа. Најдобро објаснување за потребите на ваквото истражување дава американскиот биолог Метјус, кој вели: додека човекот безобзирно постојано уништува природата, мониторингот на популациите е важна алатка за да се откријат опасностите пред да станат катастрофи. Меѓународниот попис на водни птици ги собира информациите од 4 континентални пописи во долг временски период, со што дава важни информации кои даваат пак основата за заштита на водните птици и нивните живеалишта. Целите на пописот се мониторирање на состојбата на популациите на водни птици, забележување на промени во бројноста и дистрибуцијата на птиците и идентификување на меѓународно важни водни живеалишта. Водните птици се одлични индикатори за квалитетот на одредени водни живеалишта. Нивното постојано присуство во одредено живеалиште е знак за состојбата со него. Мониторингот на водните птици е тесно поврзан со значајните подрачја за птици, односно состојбата на популациите на водни птици во овие станишта често се наблюдува преку методите на меѓународниот попис за водни птици. Сите 3 тектонски езера, како и дел од акумулациите на кои се спроведува среднозимскиот попис во Македонија, представуваат значајни подрачја за птици. Од аспект на заштитени подрачја, Дојранското и Преспанското езеро се прогласени како водни живеалишта од меѓународно значење според Рамсарската конвенција во 2007 и 1995 година соодветно. На пописот се бројат патки, корморани, пеликани, чапји, жерави, лажичарки, фламинга, лебеди, галеби и други птици. Во Македонија не постојат официјални државни институции што би истражувале и мониторирале природата надвор од заштитените зони, како национални паркови, па затоа Македонското еколошко друштво ја мониторира состојбата на птиците преку целата година. Броењето на водните птици се одвива така како што звучи. Со помош на оптичка опрема се наблюдуваат птиците низ просторот и нивниот број се заведува во официјалниот формулар на пописот. За наблюдување се користат двогледи, телескопи, бројачи, GPS локатори и детерминатори. Како всушност се бројат птиците на водните површини? Кога сакаме да преброиме птици поред река, се движиме поред течението на реката на некое разумно растојание со цел да не ги исплашиме птиците, нели? Тие се диви животни, се плашат од луѓето и поради тоа користиме двоглед или друг вид на оптика кој што ни овозможува далечински да ги наблюдуваме. Движејќи се поред реката ги забележуваме сите видови водни видови птици кои што се во или поред реката и ги пребројуваме. За разлика од реките, кога сакаме да изброиме птици на некој езеро, користиме најчесто телескоп. Тој има доста поголем зум и доста поголемо зголемување и ни овозможува да ги проброиме птиците на целото езеро или на дел од езерото и да одржиме некое разумно растојание. Постојат неколку начини на броење на птиците. Броење од брег, кога се наблюдуваат поединечни или јата од птици од место. Броење со чамец, кога поради димензиите на водните површини, тешка е видливост од брегот и броење од воздух.
Поединечните единки се бројат полесно. А за да се бројат јатата прецизно се користи методот броење на блокови на видно поле. На видното поле од телескопот го забележуваме јатото и замислуваме блок или група од 10, 20 или 50 единки. Таа група визуелно преклопуваме низ целото јато. Искусните орнитолози и љубители на птиците може да дадат проценка за бројноста со можна грешка од плюс-минус 10 единки, во зависност од големината на јатото. Местото на птиците во македонската традиција е разновидно. Од раните магиски ритуали со птици, преку орнаменти и амајли со птичји ликови, до нивното ловење и одгледување. Водните птици се дел од нашата државност. На аверсот од монетата од 50 дени се наоѓа токму галебот. Низ вековите, дојрање раскажуваат едната врска помеѓу човекот и водните птици. Тука на ова езеро човекот со години ги користел водните птици како начин на риболов. Дури во минатото, 50% од вкупниот риболов се одвивал со помош на птици работнички. Со зголемувањата на мелиорацијските работи по Втората светска војна, пресушени се најголемите блата и мочуришта во земјата: Оноспитовското, Битолското, Струшкото, Катлановското и Рачиновското. Последиците по орнитофауната, како и секојаш овакви случаи, биле катастрофални. Како резултат на тоа, некои видови водни птици во Македонија се веќе исчезнати, а други се на работни исчезнување. На национално ниво, меѓу најзасегнатите се неколкуте видови чапки. Во Македонија живеат околу 30 видови на водни птици. Некои се миграторни, некои пак целата зима поминуваат тука. Други пак тука не гнездат и може да се слетнат само на прелетување. Така и примерот со лозичарката, Пателеа леукородија, која ќе повеќе години не гнезди кај нас. Природните езера се од особено значење за презимување на водните птици. Сепак, врз основа на резултатите на среднозимските пребројувања, се бележи континуиран тренд на опаѓање на нивната бројност. Овој тренд е посебно забележителен на Охридското езеро, а во помала мера и на Преспанското и Дојранското. Причините се недоволно познати, но веројатно вклучуваат синергија на повеќе фактори, како на пример еутрофикација, вознемирување и намалување на рибниот фонд. Бројноста и состојбата на популациите на водни птици често се менува. Во последниве години забележуваме топли и благи зими, па поради тоа некои видови на водни птици одлучуваат да останат некаде во Западна и Северна Европа, наместо да мигрираат тука кај нас во Македонија. Освен тоа, водните птици се соочувани со други проблеми, како што е криволовство и уништување на нивните живеалишта, барите, мочуриштата и појасите со трска. Македонија точно 20 години е потписник на договорот за заштита на африканско-евроазиските водни птици, дел од Светската конвенција за заштита на миграторни видови. Ова е под одговорност на Комитетот за договорот при Министерството за животна средина и просторно планирање. Според најновиот извештај од 2018 година, Македонија не исполнила речиси ниту едно од заложбите за заштита на водните птици, меѓу кои се подобар и постојан државен мониторинг. Оваа година преброени беа по 25.000 единки водни птици на Преспанското и Охридското езеро и 3500 единки водни птици на Дојранското. Заштита на водните живеалишта, значи заштита на водните птици. А заштита на водните птици, значи грижа за националниот, регионалниот и светскиот биодиверзитет. Македонија се уште има луѓе кои внимаваат и ќе внимаваат на птиците, а ние треба да се обидеме идните генерации да не ги гледаат птиците само преку музејските стакла.